Естонските воени бродови до неодамна го поминуваа поголемиот дел од своето време на заштита на границите, барајќи по време на мина на дното на Балтичкото море спроведувајќи спасувачки операции. На овие денови, откако беа оштетени невообичаено голем број подводни кабли, морнарицата има нова мисија – заштита на поморската инфраструктура. Од почетокот на 2025-та, екипажот на овој ловец на мини учествува во операциите на НАТО насочени кон заштита на Балтичкото море. Нивната област на одговорност се протега од пристаништето Талин до средината на Финскиот залив околу 2 часа пловидба. Од инцидентот со каблите, естонската морнарица распореди 3 брода. Еден од нив е нашиот брод Саркала. Оно што го правиме е патрулирање на областа, следење на целиот морски сообраќај, што оди кон запад и исток. Токму во овие води беше оштетен кабелот за напојување Естлинк 2, што ги поврзува Естонија и Финска во декември 2024. Сега, задача на естонската морнарица е да го заштити вториот кабел на дното на Финскиот залив. Ако нешто е сумнително, ги запираме бродовите, ги контактираме и проверуваме. Во текот на изминатите недели повеќе од 10 подводни кабли беа оштетени на Балтичкото море. Иако нема дефинитивен доказ за саботажа, некои морнари велат дека се сомневаат од случајно паднатите сидра ги уништиле каблите на морското дно. Естонските воени представници велат дека има активни истраги за можноста за саботажа. Некои кабли беа искинати со влечење сидра на дното на морето. Цивилни комерцијални бродови додека пловеле го правеле тоа со сидрото. Прашањето е дали тоа е направено намерно или е несреќен случај. Истрагите се во тек. Додека се на должност, естонската морнарица заедно со финските колеги организираат мали војни вежби. За овие искусни морнари тоа е малку дополнителна обука, дури и кога ја водат сериозната работа да внимаваат на овие витални цевководи што ги поврзуваат нордиските земји со Балтикот.